Првомајски протест, а не првомајски марш, најавува Сојузот на синдикати на Македонија. Праксата за марш се напушта поради, како што велат, ниските плати, нечовечните услови за работа, доцнењето со исплата на платите и во приватниот и во јавниот сектор, како и поради непочитување на колективните договори. Од ССМ ги повика сите синдикати, граѓани и работници кои не се задоволни од висината на платата и условите за работа да им се придружат на 1 мај за да се изборат за барањата за зголемување. Денеска, за жал, огромен број на работници во приватниот сектор немаат добиено уште плата за месец март. Денеска, огромен број на институции во јавниот сектор немаат добиено плата за месец март 2025 година. Ако да ви се ниски платите, ако да не добивате плата, не е доволен мотив да ни се придружите на 1 мај, тогаш треба да знаете дека колку ќе дојдете и колку ќе дојдеме, толку ќе добиете и толку ќе добиеме. Затоа што не бројат и владата и работодавачите. Трендафилов обвини за непочитување на колективните договори и наброја неколку државни институции, каде на административците им се доцни со исплата на мартовската плата. Моите податоци се дека и вработените за жал во Министерството за економија и труд се уште неа добиле нивната плата. Вработените во државниот пазарен инспекторат кој треба да ги спроведува мерките на владата и кој треба да ги контролира нефер трговските практики и нефер трговците, исто така според моите сознанија немаат добиено плата. Вработените во делот јавното обвинителство немаат добиено плата. Дури и државниот инспекторат за труд се уште нема исплатено плата на вработените во овој инспекторат кој треба најмногу да помага на работниците и кој треба да ги спречи сите неправилности за неисплаќањето на платите во приватниот како и во јавниот сектор. Трендафилов соопшти дека владата го кочи процесот со утврдување на репрезентативноста на ССМ и со тоа и работата на економско-социјалниот совет, како и дека врши притисок врз работодавачите, кои начелно се согласни да ги зголемат платите за 6.000 денари доколку бидат ослободени од плаќање придонеси. Од ССМ нагласија дека владата ќе направи голема грешка доколку остане при методологијата за пресметка на кошничката со 3-члено семејство, бидејќи статистичките бројки јасно покажуваат дека најбројни во Македонија се 4-члените семејства.